Романтична обсесија како токсичен фикс за чувството на празнина, осаменост и оддалеченост од душата. Романтичната обседнатост со личност, која што е субјект на обсесијата, не е ретка појава меѓу луѓето. Може да биде во форма на краткотраен синдром, може да биде и подолготрајна состојба, или да се јавува како повторувачки образец поради тоа што позадинските механизми, односно играта позади играта, не е разрешена. Оваа клацкавица на огромен интензитет на чувство на надеж и чувство на очај преминува по некој пат во состојба на потполно измачување, кога човек се наоѓа во оваа состојба, односно во оваа ситуација. Но секако причините за романтичната обседнатост се многу подлабоки отколку што површно тоа изгледа. Во видеово ќе споделам одредени спознанија кои што ќе придонесат освестување и свесност и спознание за оваа состојба и неколку чекори и стратегии за излез од ова. Секако, кога ќе дознаеш за што станува збор, најверојатно ќе придонесе да направиш некои други чекори, некои други потези, кои што ќе ти овозможат да се пресретнеш себе си на некое сосема ново ниво, кој што ќе придонесе некакво унапредување на твојот живот, наместо овој тип на страдање. Оваа состојба на романтична обсесија, каде што постои неможност да се престане со мисли за друга личност, ретко се однесува само за таа личност. Секогаш причините се многу подлабоки, а тоа е непресретнати емоционални потреби, исклучување, односно заобиколување на потребата за близина со одредени членови од семејството, блиски луѓе. Разликата помеѓу оваа романтична обседнатост и чувството на влюбеност и љубов многу се разликува, бидејќи чувството на влюбеност и чувството на љубов подразбира меѓусебен реципроцитет, возвраќање, поддршка, особено чувството на љубов диаметрално е спротивно на романтичната обседнатост, бидејќи во чувството на љубов се подразбира раст на другиот, прифаќање на другиот со сите позитивни, негативни особини и меѓусебна толеранција. Чувствување на љубов кон другиот исто така подразбира превземање одговорност за среќата и благосостојбата на другиот. Романтичната обседнатост од друга страна не го подразбира ова, бидејќи реално не ни постои некаков реципроцитет. Кои последици ги произведува романтичната обседнатост со друга личност? Најчесто е чувство на ниска самодоверба, чувство на безвредност, повлекување во себе, изолација, неможност да се воспостави близок однос со било кој човек од опкружувањето. Најчесто овие личности се повлекуваат, бидејќи се чувствуваат неразбрани, неподдржани, несватани. Но тоа е само, да кажам, вториот слој. Третиот слој, кој што уште подлабок, каде што е коренот на проблем на романтичната обсесија, е всушност неможност на личноста да се поврзе со себе и со она што го сака. Секој од нас има своја уникатност. Кога ќе се поврземе со себе си, имаме одредени таленти, пасии или нешто што сакаме да го правиме, но сметаме дека тоа е непримерно за нас. Прост пример. Може да се случи одреден адвокат или инженер да има креативна страна, да сака да пишува поезија или да свири на некаков инструмент. Но тоа е фамилиарно забрането. Зошто? Затоа што не знам. Сликарите се пијаници, што знам, свирачите не сме ние свирачи, ние сме сите инженери, ние сме сите лекари, ние сме фамилија. Настанува една забрана за
искажување на својот талент, на својата ранливост, на својата емотивност. Кога имаме забрана за да се искаже душата, тие забрани од околината, од фамилиарниот систем, преминуваат во наши интернализирани забрани, каде што ние сами на себе си ставаме забрана на она што ни го сака душата. По многу долго обстојување во еден репетитивен циклус, бидејќи ние не сме проектирани како божествени битија да работиме нешто репетитивно, како машини, напротив, ние сме исклучиво нашата свест и нашата душа, треба во сите сфери да внесе креативност. Луѓето многу ретко се вртат кон себе си, најчесто бараат од надвор. А од надвор не можат да добијат, бидејќи тоа што доаѓа од внатре се рефлектира назад. Значи, патеката каде што ние бараме љубов од надвор, внимание од надвор, поддршка од надвор, тоа може да се случи, но најчесто на сите од нас ни е животот сложен и некогаш не сме во можност дури на најблиските да им дадеме некоја огромна поддршка. И затоа може да развиеме системи во самите нас, каде што од внатре ќе блика нашата светлина, што е есенција на секој еден човек. Каде што од внатре ќе се активира средба на нас со нашата душа. Оние што повеќе читаат, знаат, ќе напоменам дека секако егото тука игра улога, но ние овдека не се трудиме како што некои велат да го убијаме егото или не знам да го отстранам нас егото, не е потребно, но во форма на свесност, значи едно развивање на едно свесно его, кое што ќе може внатре во внатрешниот систем да направи хармонија и баланс и да си даде на себе си она што е потребно. Не можеме тоа да го добиеме никогаш од надвор. Вие појдете од себе. Колку пати сте барали, сте молеле за љубов од надвор, но што повеќе молите за љубов од надвор, помалку ја добивате и затоа се повлекувате и мислите дека сите луѓе имаат негативна особина. Често се случува моите клиенти кога ќе дојдат кај мене да се во ситуација на тотална изолација, каде што се комплетно одвоени од светот, а сега да кажам и со овој технолошки развој, со овие телефони, скролање, нели, и разни содржини што гледаме по интернетот, предизвикува да секој од нас, па дури најмладите генерации се повлечат во себе. Значи, најважно, првично е самосвест за себе и себе обзервација. Значи, одвојување за да може кога ќе дојде тој огромен наплив на емоции, да може ние да го видиме и некако да го управуваме. Јас во следните видеа ќе се обидам да ви принесам процеси на управување на емоции и мисли. Тоа е секако во прв план, бидејќи ако тоа не можете да го ако не може да се управувате себе, вие не може вашиот живот и да бидете свесен креатор, секогаш ќе манифестирате фактички од блокади, од рани, од стравови, од повлекување и секогаш ќе имате лош резултат, лоша перцепција и искривување на некој начин на реалноста. Втор чекор за излез од ова романтично состојба на романтична обсиднатост со друга личност е да седнете и да се isprocesира сопишување. Јас секогаш нагласувам да е сопишување, бидејќи се прави една невропрска помеѓу раката и освестување на свеста, нели? Значи да седнете и да напишете кои се тие карактеристики кои што вие ги идеализирате кон таа личност. Кои карактеристики вие ги гледате во таа личност на која што се воодушевувате, фантазирате, идеализирате? Кои се тие карактеристики кои што таа личност според вас ги поседува? Значи да се направи детална листа. Кои се тие особености? Тоа од едната страна. Од другата страна, да речеме, на листот, како во 2 колони поделено, ќе ги запишете вашите карактеристики
кои што се квалитетни. Значи, на едната страна да бидат квалитетите на личноста која што ја идеализирате, по другата страна запишете ги квалитетите на вашата личност, кои што вие ги поседувате. Следен чекор последователно е да размислите сите овие квалитети што ги наредивте за другата личност, вие фактички ги поседувате во вас, но не се доволно развиени или активирани, а ви имате потреба од тоа. Бидејќи романтична обседнатост секогаш се јавува во една стресна ситуација, во една ситуација на разочарување и осаменост. Кога подолг период некоја личност се наоѓа во осаменост или некаков пораз, некаков губиток, можеби и смрт на близок, веднаш после тој тежок период, се доаѓа, се јавува оваа состојба на романтична обседнатост со друга личност. Може и да е во травматична состојба, значи може да е соочување со болест, сопствена болест, може со болест на некоја значајна личност, со секој случај, освен осаменост и травматични настани, последователно може да се јави оваа состојба. Така да наместо да видиме што ќе ни ја храни душата, значи да се свртиме кон себе и да му направиме на овој процес еден повратен механизам и правилна патека, секако дека е подобро решение отколку да одиме во една романтична обседнатост со некоја личност која што е надвор од дофат или е недостапна или имаме неможност од социјални причини да бидеме со нејзе. И сега откако ги наредивте квалитетите, земете време во тивок амбиент, погледнете ги квалитетите на другата личност и малку подлабоко и временски подолго размислете како јас овие квалитети да ги развијам кај себе. Зошто ми се тие квалитети кои што ги наредив значајни? Што би тоа придонело за мојот живот? Секако, нашата душа има потреба да креира, да игра. Нашата душа не е намената на некакво секојдневие и на едни исти повторливи активности, каде што по некое време настанува комплетно затворање на радоста на животот и сето она што реално животот го нуди. Следен чекор е поставување на прашање кон себе си. Сите ние имаме повисока свест, значи не постои ни еден од нас кој што нема повисока свест. Секој има од нас, можеби кај некој е посилно активирана, кај некој, а не, но сите поседуваме. И кога ќе кажам, држи го прашањето подолго, за да не се вмешува умот и програмите од околината, па не ова јас не го знам, па дали го правам правилно, па бла 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 бла. Ние знаеме, нели, психолозите и психијатрите, алтернативната медицина, па и древните учења сегде пишува дека умот има некаков анимален дел, односно го нарекуваат мајмунски ум или monkey mind, бидејќи само блебета бла 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 бла, значи ние треба тоа бла бла, што си го кажуваме на себе да го одвоиме, значи да се издвоиме од него и да влеземе во една поширока свест, каде што ќе ги држиме овие прашања. Кои квалитети мене ми се потребни? Што е потребно на мојата душа? Која емоционална потреба јас ја имам во форма на разговор, близина со некој, потреба од споделување на тајна, потреба од споделување на рана. Исто така, дали ние ги имаме тие, да кажам, способности да сослушаме и некој друг, бидејќи тоа е реверсипилен процес. Секогаш е двусмерен. Значи, нашата потреба да споделиме со некој ќе вроди развиток на способност да сослушаме некој друг. И само во тие два правци може да се развие некаква близина, интимност, со некој размена, нели,
Нешто што го олеснува живот, го збогатува животот многу подобро отколку привлекување во самотија, а веќе напоменав дека самотијата преминува веќе во една епидемија и е потребно да развиеме некои нови способности кои што ќе придонесат подобрување на нашиот живот, а и на сите околу нас. Следното прашање е каков тип на емоционална поддршка ми е потребна? Што ми е реално потребно? Што идеализирам дека таа личност со која што се романтично опседнувам дека ќе ми придонесе? Што ќе ми придонесе? Која потреба ја имам да идеализирам? Што мене ми е потребно? Кои се тие? Значи, кога ќе дефинираме, ние точно ќе знаеме што ни е потребно. И нема да лутаме да трошиме енергијата во нешто празно или неостварливо. Или едноставно времето и животната енергија да ни поминуваат, нели? Бескорисно. Кога можеме да се придонесеме реално нешто за нашиот живот, зашто ќе развиеме реална љубов. Реално, значи во реалноста, во секојдневието, реална размена на љубов, не велам само на романтична љубов, него љубов, другарска љубов, фамилиарна љубов, сестринска, братска љубов и така натаму. Значи, има многу различни типови на љубов. Што е тоа што ми е потребно? Кои емотивни потреби јас ги имам, а на таа сметка го развивам ова? Што очекувам дека таа личност мене ќе ми придонесе, ќе ми даде, ќе ми биде подобро? Итржите ги прашањава малку подолго. Бидејќи средбата со себе не е баш така едноставна. Од проста причина што носом сме ориентирани надвор, што ќе се случи надвор, кој ќе дојде, кој ќе придонесе за нашиот живот, но овде станува збор за реално нешто, рефлексија од внатре. Значи, ние од внатре, кога е нашиот внатрешен свет среден, ние стануваме магнет. Значи, магнет за благосостојба. Кога ние имаме благосостојба внатре, стануваме магнет за такви настани, личности кои ќе придонесат за нашиот живот. Ако сме ние внатре во хаос, експлодираме, нели, гнев истураме по други, имаме емоционална нестабилност од неиспроцесирани ситуации, рани и така натаму, ние не може да очекуваме туку така лесно нешто да се среди или да дојде. Секогаш ќе има некоја хаотичност и секогаш ќе се провејува таа тага, очај, неисполнетост и покрај се што имаме. Значи, може се да постигнеме што сакаме во животот, но пак да провејува тој очај, затоа што сепак онаа состојка душата што и треба не е исполнета. И последната стратегија е така наречена емоционална трансмутација. Постои енергетска трансмутација, ова можам да кажам слободно дека е вештина на иднината, иако потекнува од древно време. Имаме ние во древните записи како луѓето управувале со себе, со својата енергија, како нели, и па и комуницирале нели со околината на енергетско ниво. Имаме во ведите, во санскритот е напишано, во Библијата е напишано малку во парабола, нели, Библијата интересно е со код. Тоа е се е во преносна смисла. Емоционална трансмутација значи она што го чувствуваме во нас да може од негативни емоции да го трансформираме во позитивни емоции. Пак ќе напоменам дека
вештината на емоционална трансмутација е вештина на еднината, каде што мислам дека за неколку години сите ќе научат да се управуваат себе си и да полесно процесираат тешки емоции, да кажам, или некакви енергии кои што долго време стојат во нас неразрешени и неиспроцесирани. Романтичната опседнатост не е слабост, тоа е повик за акција, односно свртување на нашето внимание кон себе, слушање на себе си и утврдување на каков ние проект сакаме да работиме, а сме ставиле забрана за тоа. Што е тоа што ќе нахрани нашата душа? Која е таа визија? Кој е тој проект? Верувајте, не е битно колку години имате. Може да имате и 80 години, меѓутоа ако немате визија за наредните година, 2, 3, вие по автоматизам влегувате во механизам на ентропија. Тоа е закон во универзумот, каде што вие ако немате визија каде одите, што на кој точно проект ќе работите, почнува хаос, хаотичност во мислите, влегување, реков, во процес на ентропија, кој што условува ништо друго, само страдање. Значи, нашиот ум е еден вид софтвер на кој што треба да му се дадат правилни насоки што да процесира и какви решенија да бара и на што ние точно сакаме да работиме, неврзано за која возраст се наоѓаме. Често имам клиенти, па јас сум стар, па после нели има некој вели стар и на 40 години, вика јас сум стар, нема, тоа е само некој изговор. Имам клиенти кои што доаѓаат, имаат 75 години и се уште работат на проекти, дали производство на органска храна сака или некој талент или нешто да зборува, да комуницира, да пишува, да споделува со заедницата. Тоа е посебна храна за душата кога вие споделувате нешто со вашата околина или сте од добробит таму кај што работите или е окей дома. Значи, сите ние имаме потреба нашата уникатност да направиме експресија, што е на некој начин и поентата на нашата инкарнација, да можеме да бидеме ние, лично ние автентични, стварно, на вистина како е во душата, тоа да се покаже и надвор, а да не превземаме дека сме ние некаков идентитет на, не знам, моќен човек, или слаб човек, или силен човек, или не знам, секакви нели идентитети превземаме, а и има одвојување на таа персона што покажуваме пред другите и идентитетот стварно што сме ние внатре. Че поентата на душата е да настане спојување на идентитетот што го покажуваме пред другите и она што на вистина го сака душата. Се надевам дека овие процеси и стратегии ќе ви бидат од корист. Пишете ми во коментари што ви остави најголем впечаток. Јас ќе се потрудам понатаму да давам се поинтересен и подобар контент.